Јавноста е убедена дека откако почна драмата со Џастин Балдони и Блейк Лајвли, во која се вплетка и Рајан Рейнолдс, актерот пробува да си ја спаси репутацијата со пиар трикови како најмување папараци и фанови на кои им потпишува автограми. Изминативе неколку години Рајан Рейнолдс стекна репутација на најфиниот актер во Холивуд, а со Блейк Лајвли се претворија во омилениот славен пар. Репутацијата му беше заштитен знак на актерот и навистина се трудеше да ја одржи, се вклучуваше во разни добротворни организации, донираше $1 милион за бегалците од Украина, а стана познат и како актер кој секогаш им излегува во пресрет на фановите. Но оваа репутација се уништи преку ноќ благодарение на Блейк Лајвли и незината тужба против режисерот Џастин Балдони. Првично Рајан не беше вплеткан во драмата и некако успеваше да се дистанцира, но откако Џастин Балдони поднесе контратужба во која го наведе и него, работите тргнаа на лошо и за актерот. Јавноста пак не чекаше, па на социјалните мрежи масовно почнаа да се споделуваат пропустите на Рајан низ годините, како шпекулациите дека ја почнал врската со Блейк додека беше во брак со Скарлет Јохансон, но и фактот дека се венча на поранешна плантажа за робови. Па сега не е само Блейк Лајвли таа што пробува да си ја спаси репутацијата, јавноста го обвинува Рајан дека и тој очајно се обидува да задржи барем нешто од стариот имидж. Кейт Мидлтон повторно има голема насмевка на лицето. Кейт и целото нејзино семејство се придружиле на прославите по повод роденденот на кралот Чарлс, организирани како годишен воен настап наречен Trooping the Colour, иако кралот всушност нема да наполни 77 години до 14 ноември. Сите очи беа вперени во изгледот на принцезата, а таа пристигнала со својата ќерка, принцезата Шарлот, во соодветни комбинации на облека. Принцезата Кейт носела светло-син фустан капот од Кетрин Вокер, со шапка на Джулиет Ботерил и бисерни обетки кои претходно и припаѓале на покојната кралица Елизабета. Таа додала беж мокасини на се, нејзиното омилено парче обувки и ја собрала косата под шапка. Овогодинешниот настап, третиот Trooping the Colour од владењето на кралот Чарлс, се одржа точно 5 месеци откако принцезата Кейт објави на 14 јануари дека болеста што ја имала е во ремисија. Принцезата од Велс присуствуваше на секоја голема прослава на Trooping the Colour откако се омажи за принцот Вилијам во 2011 година. Минато годишната парада беше еден од ретките кралски настани на кој присуствуваше откако во март 2024 година објави дека се лекува од канцер. Со доделување на признанијата во Велес заврши 62-то издание на меѓународната поетска манифестација Рацинови средби. Годинешен лауреат е македонската писателка Оливера Ќорвезировска, која наградата ја доби со својот роман Три Марии. Според комисијата која ценеше повеќе од 20 аплицирани книги, романот на Ќорвезировска го оцени како најдобар напишан помеѓу две манифестации. Тоа е современ роман, омаж на Славко Јаневски, инспириран од неговиот класик Две Марии. Авторката ги поврзува приказните на три жени со истото име, кои бараат спас во истиот изнаемен стан. Во романот се преплетуваат фолклорни обичаи и верувања од македонскиот североисток, создавајќи уникатна современа приказна со етнолошка димензија. Ќорвезировска е возбудена што ја добива наградата, која го носи името на Рацин. Во големата сала на Националната опера и балет вчера вечер на 15 јуни со почеток во 20 часот во Македонската опера и балет, македонската публика имаше можност да ужива во уникатното аудиовизуелно патување низ најдобрите музички мигови од филмската кариера на еден од највлијателните композитори на нашето време, Кирил Џајковски. Ова е дел од атмосферата.